Добра вечер, јас сум Елена Илиевска, а вие го гледате Дневникот на К1 телевизија во 20 часот. Во него информираме за проектот на УСАИД за вработување на лицата со попреченост, за субвенционираните вработувања. Неготино и Лозово се единствени општини од регионов кои за секое новородено дете на семејството му доделуваат вредносен ваучер. Во овој дневник информација и за скокот на нафтата за $60 на светската берза. Следат настаните на денот. 83 лица со пречки во развојот дојдоа до работно место преку проектот на УСАИД. Еврото најпримамлива девиза за Велешани. Неготино и Лозово се општини во регионот кои доделуваат ваучери за секој новороденче. Велешани се уште најмногу му веруваат на еврото. Девизата која тие најчесто ја купуваат е европската, иако и натаму се заканува нејзино слабење. И покрај последната економска криза која го зафати цел свет, работата на менувачниците не запира. Граѓаните редовно купуваат девизи, а вишокот од нивното штедење се употребува за кредитирање на претпријатијата. Цените на акциите на азиските берзи паднаа. Причина за тоа се големите загуби на Wall Street и новата криза на Блискиот Исток, додека трендот на подемот на американскиот долар засега е запрен. Курсот на европската валута кон американскиот долар достигна $1,097. Иако и натаму се заканува ризикот од слабење на еврото, Велешани се уште најмногу му веруваат. Девизата која тие најчесто ја купуваат е европската. Евра. Зошто? Па затоа што се европска валута можеме сегде да користиме. Евра? Па ние евра имаме и пензија, затоа. Евра. Евра. И покрај последната економска криза која го зафати цел свет, работата на менувачниците не запира. Граѓаните редовно купуваат девизи. Дел од нив ги купуваат за патување во странство, а други пак за штедење на сметките во банка. Повикувајќи се кон лојалност на нивните комитенти, менувачниците не откриваат која девиза е најпродавана. Граѓаните сакаат своите заштеди да ги чуваат на сигурно, затоа штедењето во банка во последните години бележи значителен пораст. Најголемиот дел од депозитите се пласираат како кај населението, така и кај претпријатијата. Вишокот од штедењето банките го употребуваат за кредитирање на претпријатијата, што е важен фактор за иницирање на економскиот раст во Македонија. Агенцијата на САД за меѓународен развој во соработка со општина Велес денеска го презентираше проектот за практиканска работа и вработување на лица со попреченост. Целта на проектот е подигнување на јавната свест за нивните способности и предизвиците со кои се соочуваат. Досега се обучени 339 лица од повеќе општини, кои можат ефективно да се вклучат во општествениот живот. Преку пракса и обука полесно да работно место за лицата со попреченост. Инклузивниот развој на оваа популација денеска беше презентиран преку проектот на УСАИД во соработка со општина Велес. Проектот започна со реализација во 2012 година, а ќе трае до 2016. Целта е на дополнување на националната стратегија за правата на луѓето со попреченост во Македонија. Главната цел е зголемување на економските можности на лицата со попреченост, што би значило нивна инклузија и на пазарот на трудот, а според тоа што ќе ги вклучиме на пазарот на трудот, има возможиме и социјална инклузија. Проектот се спроведува низ повеќе општини во земјава. Преку обуката до работно место дошле 83 лица. Оваа бројка го потврдува интересот кај приватниот сектор за вработување на оваа популација. Ќе ги вложиме сите напори да им овозможиме на УСАИД овој проект да ги доближиме до бизнис заедницата и да направиме многу повеќе на полето на вработувањето на овие лица, бидејќи се лица кои што можат да дадат исклучителен допринос, само треба да им се пружи можност. Во изминатите 3 години, обуките на тема стратегии за барање работа ги посетиле 340 лица со попреченост. Дводневната обука за претприемништво ја посетиле 14 лица, а 156 представници од различни компании и институции се обучени за менторско водење на лица со попреченост.
Владиниот проект Прва шанса им дава можност за вработување и на младите до 35 годишна возраст. Со измените на мерките за намалување на невработеноста, старосната граница до 29 години повеќе не важи. Работодавците пак се ослободуваат од плаќање придонеси за нововработените во период од 3 години. До сега со овие мерки повеќе од 7400 млади го најдоа своето работно место. И повозрастните од 29 години ќе можат да ги искористат бенефициите од програмата Прва шанса. Старосната граница за субвенционирани вработување на млади сега е 35 години. Со измените на мерките за намалување на невработеноста, работодавачите наместо една ќе бидат 3 години ослободени од плаќање данок на доход и придобивка. За секој нововработен ќе добијат и субвенционирана сума од 13.000 денари. Сега сите млади активни баратели на работа со завршено високо образование или помината обука кај познат работодавач имаат можност полесно да дојдат до работна позиција. Се случува една многу позитивна работа општо за економијата во нашата држава, со тоа што работодавците ќе бидат мотивирани да овозможат нови вработувања, бидејќи на тој начин невработеноста во Република Македонија, значи на државно ниво драстично ќе се намали, бидејќи самите работодавачи ќе нудат што повеќе работни места поради тие бенефити кои што ќе ги нуди владата. Граѓаните имаат позитивен став во однос на измените од овој проект, особено за мерката со која работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање придонеси за нововработените лица повозрастни од 58 години, се до нивното пензионирање. Не е лошо, се што се прави да биде добро. Са кој ќе го искористи, ќе видиме. Треба младите да работат, да се вработат, за младите да има вработување. За да има вработување треба фабрики. Околу 8000 невработени лица има во Велес. Половината од нив се активни баратели на работа. А сите овие промени се можност плюс за полесно доаѓање до работно место. За 11 месеци во државава со проектот за намалување на невработеноста, 7400 лица до 29 години го решија проблемот со невработеноста. Неготино и Лозово се општини во регионот кои доделуваат ваучери за секое новороденче. На овој начин локалните самоуправи сметаат дека допринесуваат за зголемување на наталитетот. Сумата која се доделува на семејствата кои имаат новороденчиња ја одредува општинскиот совет. Неготино е единствена општина во регионот што го стимулира наталитетот со исплаќање на еднократна помош за секое новородено дете. Оваа еднократна помош се доделува како еден вид поддршка за родителите. Финансиските средства за овој проект се обезбедени од општинската каса, следејќи ја политиката на владата на Република Македонија за зголемување на наталитетот. Неготино е втора општина во Македонија во која се доделуваат вакви ваучери за новородени деца. Од 2013 година, значи некаде крајот на август месец ја донесовме мерката. Од тогаш до сега, значи за една година, издадени се околу 211 ваучери, додека сега за период од само 4,5 месеци има пријава за 90 новородени дечиња. Оваа мерка се применува и во другите општини од регионот, со таа разлика што во нив жителите добиваат еднократна парична помош за едно родено дете, додека во Неготино родителите добиваат еднократна сума за секое новороденче. Јас бев предлагач како градоначалник, Советот на општина Неготино ја донесе таа одлука да доделуваме ваучери за секое новородено дете по 7000 денари. Тоа е еден мал стимул од општината. Во Велешката болница во текот на изминатата година се родиле 739 новороденчиња, а во Кавадаречката 497. Овие болници се единствените во регионот каде се раѓаат новороденчињата од сите општини.
Велешанката Славка Т на 85 годишна возраст попладнево скокнала во Вардар во близина на Малото Мовче. Очевидци ја забележале старицата околу 14 часот и 20 минути на Мовчето, како скока во реката. По дојава на велешката полиција, екипи на СВР Велес успеале да го пронедат телото на 5 километри јужно по теченијето на Вардар, во местото Јулика. Удавената жена на себе носела црн джемпер и под него црна блуза и здолниште. Од полицијата по наредба на јавен обвинител го предале телото на фамилијата. За само 7 дена ова е втор случај на давење на возрастна жена во водите на Вардар во Велес. Територијалната противпожарна единица на Велес одржа показна вежба, симулација на евакуација на учениците од економското училиште Јовче Тесличков. Тие континуирано подготвуваат обуки и симулации на пожар и евакуација на граѓани. Симулација на пожар и евакуација територијалната противпожарна единица на Велес ќе одржи во сите основни и средни училишта, како и во детската градинка Димче Мирчев. Трикратното звонење на училишното звонче, знак за вонредна состојба во училиштата. Учениците под лупа на професорите започнаа да се евакуираат. Вака започна показната вежба на територијалната противпожарна единица Велес во економското училиште. Тие континуирано подготвуваат обуки и симулации на пожари и евакуација на граѓани. Во обуката во училиштата, секој професор и ученик поединочно се обучува како да постапува во случај на пожар. Класните раководители имаат задача да ни известат дали присутноста на учениците е максимална или има отсутност од негде. Доколку е оправдано отсутен, тогаш е уредо, ако не е оправдано отсутен, тогаш ни даваат аларм дека некој е залутан по ходниците или по просториите во училиштето и одиме да провериме со моите вработени да го пронајдеме човекот кој што беше во овој случај, ученикот, значи се извинувам, и со тоа го излекуваме и повредениот училиштето. Овој пат средошколците од економското училиште беа дел од показната вежба, симулација на пожар и евакуација на ученици затекнати од пожарот. Учениците велат дека истата била успешна. Вежбата е многу интересна, за први пат ја правиме во нашето училиште и мислам дека е од големо значење затоа што мислам дека треба да бидеме спремни за да се снајдеме во случај на пожар, доколку дојдеме во случај на ваква ситуација. И мислам дека е многу битно за да знаеме како да постапиме. Ова прва дека се случува беше малку необична, ама и интересно. А мислам дека се многу важни, бидејќи тоа може да научиме дали може да преживееме ако има ваков случај на пожар. Директорката на училиштето пак вели дека ова е проект за насочување на учениците и безбедност на нивното здравје. Од таму вела дека соработката што имаат со територијалната противпожарна единица се повеќе се зајакнува. Учениците максимално се справија со ситуацијата и исто така и нивните професори и сметам дека се доволно подготвени кога би се случила некоја ваква ситуација од непредвидени размери. Симулација на пожар и евакуација територијалната противпожарна единица Велес ќе одржи во сите основни и средни училишта, како и во детската градинка Димче Мирчев. 500 евра глоба и трајно конфискување на возилото доколку се скрши рампа на Патарина. Ова е една од новините на изменениот закон за јавни патишта. Како доказ ќе се земат снимките од камерите на патарините. Со останатите измени на законот се овозможува заштитниот појас покрај регионалните и магистралните патишта да не биде помалку од 5 метри, наместо досегашните 20. Ова беше на барање на руралните средини. А според министерот за транспорт Јана Киевски ќе се овозможи и легализација на објекти за урбанизирање на одредени подрачја. Законот треба попрецизно да го регулира и одобрувањето и поставувањето надписи, реклами, табли и инсталации во заштитниот појас на државните патишта, како и заштитни огради и столпчиња на патиштата во општините на град Скопје. Од денес па до крајот на неделата физиотерапевтите за прв пат на конгрес учествуваат и доктори специјалисти од Велешката болница. Ке се дебатира за развојот на рехабилитацијата како значајна здравствена мерка. Предвидено е да се одржат предавања и работилници на кои ќе бидат разработени повеќе видови на рехабилитација. Лекари од физикалното одделение при Велешката болница се активни учесници на првиот конгрес на физиотерапевти на Македонија. Целта на ваквиот собир, велат лекарите, е да се пренесат новите светски достигнувања на физикалната терапија. Преку работилници и предавања ќе бидат разработени повеќе видови на рехабилитација. Физикалното одделение во Велес подготвено одговара на потребите на пациентите. Оделението има двајца доктори специјалисти по физијатрија
Има 10 физикотерапевти, од кои што се 2 со високо образование и 6 медицински сестри. Скоро 40 години лекарите од физикалното одделение во Велешката болница пружаат помош на пациенти од Вардарскиот регион. Во моментов, одделението е со капацитет од 9 соби со 24 лежаи и 1 VIP апартман, амбулантен и работен дел, каде што се изведува физикалната терапија. Во физикалното одделение во Велешката болница околу 250 пациенти дневно ја извршуваат успешно својата терапија. Иако секогаш има потреба од повеќе персонал, апаратура и простор, физикалното одделение ги задоволува потребите на пациентите. Со минатогодишното реновирање за кое Министерството за здравство вложи 5 милиони денари, условите за лекување во ова одделение се значајно подобрени. Нафтата скокна до $60. Зголемувањето на цената на нафтата за 4% се случува по почетокот на војната операција на Саудиска Арабија против шиитските бунтовници во Јемен. Блискиот исток е голем снабдувач на течен природен газ кој го изведуваат во Јемен и Катар. Но засега не се забележани причини за загриженост, велат експертите. Аналитичарите истакнуваат дека нема да дојде до дефицит во понудата на нафта, бидејќи резервите на земјите кои не се членки на ОПЕК остануваат високи. Цената на нафтата се зголеми за 4%. Нафтата од типот Brent поскапе за $1,70 до $58,18 за барел, а онаа на американскиот репер WTI за $1,89 до $51,10 за барел. Полатоците за нафтата од типот Brent со испорака во април покажуваат дека се зголемила до $59,41 за барел. Во текот на тргувањето бил регистриран скок од речиси 6% до $59,78. Американската лесна сурова нафта се зголемила за 6,1% до $52,21 за барел, блиско до невисоката цена од $52,48 за барел. Како главна причина за скокот на цената на нафтата, експертите го посочуваат почетокот на војната операција на Саудиска Арабија против шиитските бунтовници во Јемен. Времето денес беше претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 13 степен. Метеоролозите најавуваат слично време и во наредниве денови. Во Вардарскиот регион максималната температура ќе се движи во интервал од 9 до 13 степен. Ова беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Останете и понатаму со нас. Пријатна вечер.